Со се уште болни и свежи сеќавања на тоа кобно 8 августовско утро 2001-та, Прилеп и Македонија денес, 25 години потоа, достојно и со длабока почит им се поклонуваат на 10 бранители кои тргнаа во одбрана на својата татковина за никогаш да не се вратат дома. Конвојот од 118 армиски резервисти кои тргна од Прилепската касарна подмолно беше нападнат од терористичка заседа кај Карпалак. За 10 мина од нив останаа немо и болно да сведочат само нивните пеплосани тела. Емоциите се секогаш тука присутни, дали на денот или претходните денови, емоциите се тука, али се трудиме сето тоа да го замениме со некое добро дека ќе оставиме за воиднина, како што сме познати државата Македонија од секогаш се градела со херои, и то не води во животот дека барем тие што ги дадоа животите ќе останат запаметени како херои. Длабок наклон, присет и почит за хероите денеска и пред споменикот Карпалак во центарот на Прилеп. Бројни делегации, совенци и свежо цвеќе им се заблагодарија за саможртвата на овие македонски синови. Карпалак останува болно сведоштво за цената на слободата. Но Карпалак е и место од кое извира една голема вистина. Дека Македонија секогаш имала луѓе кои биле подготвени да ја стават татковината пред себе. Денес сме тука за да покажеме дека времето не ја намалило нашата благодарност и дека споменот не избледе. И дека жртвата на нашите херои останува дел од идентитетот на македонската држава. Како што хероите на Карпалак несебично застанаа во одбрана на државата, денес сме должни со иста таква посветеност, решителност, но и мудрост да се соочиме со сите предизвици кои ги носи сегашноста, но и иднината. Жртвата на бранителите ни дава обврска и храброст да успееме во тоа, а нашата цел и успех е само една – европска и просперитетна Македонија. Во чест на бранителите утринава се одржа и панихида во црквата Света Петка, а беа посетени и гробовите на убиените, како и местото на погибијата во местноста Карпалак. Синојке пак свежо цвеќе беше положено и на споменикот во касарната Мирче Ацев, а беше посетена и спомен собата, каде во наредниот период ќе бидат поставени засебни витрини за секој од загинатите бранители, во кои ќе бидат поместени и лични предмети од хероите, а одстапени од нивните семејства. Инаку во Прилеп во 2007 година во спомен на бранителите 12 улици беа преименувани, од кои 10 ги добија имињата на загинатите, а двете се викаат Прилепски бранители и Карпалак. Во нивна чест подигнати се и два грандиозни споменика, а се изгради и црквата Света Петка во населбата Точила.